и време е малку да се подкрепиме и со стручни совети со нас доктор Душко Фидановски, инаку специјалист, неонатолог, педијатар, шеф на одел на детскиот одел при клиниката Аџибадем Систина. Веќе добар ден, од Иранове станавме. Добар ден, бевте и со нас веќе кога го стартувавме разговорот за грижа за децата, за здравите навики се стекнуваат од најраната возраст. Ве прашавме додека трае рекламите, добро ли правиме ни? Да, го слушнав дел од разговорот, односно целиот разговор всушност. И морам да ги пофалам сепак се уште младите мајки, нели, кои што веќе се искусни, имаат по 2 деца, слушнавме, и кои што навистина добро си ја знаат својата работа, и од аспект на искуство, на родителство, тоа сето го преточуваат во овие рецепти кои се здрави и кои се воедно вкусни за децата. Всушност јас многу често и ги препорачувам овие да се користат овие апликации на интернет, на YouTube, бидејќи кога ме прашуваат како да сготвиме нешто, јас за жал не се снаоѓам добро во кујна. Знам што да препорачам, што е здраво и што во кој период треба да се внесе, меѓутоа како тоа да се спреми и да биде вкусно и прифатливо за детето, тоа го оставам на тие кои што знаат тоа подобро да го прават од мене, навистина, да. На мајките, да. Ние родителите постојано, докторе, сме во некаков, еве јас тоа неколку пати го кажав, во некој трак од тоа да најдеме таа магична формула, дека детето тоа и тоа ќе го спаси да не се разболи, дека така и така ќе го зајакне имунитетот. Може ли вие да ни го објасните тој процес на природно јакнење на имунитетот, како се одвива у суштина и колку при тоа ова сирупче помага да не се разболите, тоа помага, повака и тоа дете делува кај тоа не, колку се општо прифатливи дека би делувале на сите, тие имуномодулатори кои што ги нарекуваат? Значи, веднаш да кажам, волшебен лек кој што би го подобрил имунитетот или би не спасил и децата и нас возрастните од инфекции, такво нешто не постои. Кога такво нешто ќе се открие, ќе се добие веднаш Нобелова награда и фармацеутските куќи ќе имаат свој удел тука голем во пласирањето на тие лекови, значи такво нешто не постои. И она што е битно за децата е дека имунолошкиот систем кај децата се развива, посебно во првите неколку години од животот, така да е нормално да децата се разболуваат почесто отколку ние возрастните, и инфекциите кои што ги добиваат можеби да изгледаат малку посериозно отколку една инфекција која би се добила во понатамошниот живот, односно кај возрастните. Со тоа да морам да кажам веднаш дека постојат 2 така наречени пика на зголемен инциденца, на зголемен број на инфекции во одредени временски периоди кои што се јавуваат на тој развој имунолошки. Прво се развива целуларниот, потоа и хуморалниот имунитет, значи имунитетот поврзан со така наречените бели крвни зрнца, дел од нив учествуваат и како во одбраната на организмот, а потоа и создавањето на антителата кои циркулираат во крвта и кои исто така се многу битни во одбраната на организмот. Значи, децата се раѓаат со имунитет кој што е наследен од мајката. Значи, го добиваат, тој хуморален имунитет, отекот на бременоста, тие антитела преминуваат и одреден временски период циркулираат во организмот на детето, меѓутоа тоа е некаде во првите 3 до 4 месеци. Потоа настанува еден процеп во кој што организмот се уште не ги создал своите антитела, не се создале соодветни бели крвни зрнца кои треба да го заштитат од инфекциите, и тоа е периодот некаде меѓу 4-тиот, 6-тиот, па и 12-тиот месец кога се појавуваат првите инфекции. До тогаш детето е здраво. Бидејќи заштитено од имунитетот кој што го добива од мајката. Потоа, стапувајќи во контакт со околината, почнуваат првите инфекции, без разлика дали е дете кое што е чувано дома или оди во градинка. Меѓутоа, секогаш тоа и го велам дека не треба децата да ги чуваме во стаклено звоно. Да стерилизираме се, да ги штитиме, да не ги носиме никаде, во никаков контакт да не бидат, бидејќи потребно е во тој период организмот да ги запознае, да ја запознае околината, со тоа и да ги запознае микроорганизмите и да создаде отпорност према нив. Докажано е дека децата кои што
биле повеќе во контакт со микроорганизми во првите месеци, години од својот живот, подоцна се многу поздрави, Појаки. поретко се разболуваат или ако се разболуваат, тоа се полесни инфекции. Понатамо, како возрастни, многу помалку страдаат од така наречените автоимуни заболувања. Тоа се болести каде што имунолошкиот систем реагира против своите органи, ткива ги напаѓа. Тоа бидејќи тој не бил ангажиран со нешто друго и почнува наеднаш да се бори, бидејќи нема друг ангажман. Ангажманот е тој контакт со околината и реагирање на тоа на кое што навистински треба да реагира и почнува да создава антитела кои ги напаѓаат сопствените органи, клетки, ткива ги уништуваат и тоа се тие автоимуни заболувања. Дури се смета дека таа неангажираност, односно несоодветниот одговор на имунолошкиот систем е поврзан и со малигните заболувања кои подоцна може да се појават. Вториот пик на појава на чести инфекции кај децата е периодот кога тие ќе бидат изложени повеќе на контакт со други деца, со други луѓе. Во градинка. Тоа е обично одењето во градинка, дали е тоа трета, четврта година или тргнувањето на училиште, Значи тоа е вториот тој пик, така да првите 6-7 години очекувајте дека децата ќе бидат почесто болни и тоа можеме да го сметаме како нешто што е нормално и потребно за организмот. Дека сето тоа е добро за детето и велите во ред детето да се разболува и ќе зајакне, но ајде да го објасниме тоа убаво на родителите за какво разболување е дозволено во годината 4 до 5 пати, дали е тоа, не знам, 4 до 5 пати антибиотик да прима, како оди? Јас кажувам тој број на нормални, да ги наречам, инфекции, тоа се сметам не е инфекција секогаш кога детето подкашлува или има некоја носна секреција. Инфекција, мислам на инфекција која е проследена со температура, со општа состојба која не е добра, детето е повлечено, не сака да се игра, послабо јаде, послабо прима течности и нормално има други знаци на, ние ги викаме катарални инфекции, тоа се знаци за воспаление на горните дишни патишта, значи грлото, носот, делот на ждрелото. Тој дел тука, кога е зафатен, тогаш почнуваат овие носни секреции, подкашлувања. Меѓутоа и општата состојба на детето не е добра. Тој тип на инфекција, без разлика дали се работи за вирусна покачена температура, или бактериска, и покачена температура, велам таков тип на инфекција, нормално е децата да се разболуваат 4 до 6 пати, индивидуално е различно, меѓутоа просекот е тој. Со тоа да веднаш да кажам дека 90% од инфекциите кај децата се вирусни инфекции. Значи, вирусните инфекции најчесто се причина за сите овие настани, без разлика дали е тоа проследено со температура или не. Има стотици врсти на вируси. Најмногу доминираат така наречените риновируси. Има многу типови. И обично, кога детето ќе се разболе од еден тип, за жал, немаме вкрстен имунитет. Значи, не е потоа отпорно на другите типови на вируси кои се слични на овој кој што веќе детето го има добиено. Затоа, кога ќе заврши една инфекција, почнува друга инфекција, бидејќи се разболува од друг тип на вирус на кој што не е имуно, меѓутоа тоа се магичен круг некој. Да, и затоа се мисли дека постојано детето е болно. Всушност тоа не е болно постојано, туку почесто се разболува, посебно во овој зимски период. Меѓутоа, за среќа, тоа се лесни вирусни инфекции, кои може да бидат проследени со температура, меѓутоа најчесто не се. Има знаци на носна секреција, кашлање. Меѓутоа, состојбата, општата состојба, велам, секогаш ги прашувам родителите кои доаѓаат загрижени, детето не ми е добро, каква е неговата генерална општа состојба? Дали детето е весело, дали си игра, дали јаде, дали нормално се однесува, па има и температура, може би и подкашлува. Ако тоа ми го кажат, тогаш јас им викам, не сте за доктор. Тогаш е боред без грижи. Нема што да ви препорачам. Значи, ќе помине таа инфекција без ништо дополнително да... Најчесто, кога временски период се тие денови во кои што велите издржете ќе помине? Тоа се обично 3 до 4 дена. Ја велам дека температура која трае 3 дена не е опасна температура. Температура која трае подолго од 3 дена, значи 4-5 дена, и која е проследена со нарушување на генералната општата состојба, тоа веќе треба да биде загрижувачки и треба да се побара совет од лекар.
И сега веднаш ми го наметнувате прашањето, зборуваме веќе за вирусни инфекции, многу се актуелни во периодов респираторни вирусни инфекции. Сега состојбата е ова, еве практично да објасниме нешто што се соочуваме сите родители периодов со децата. Секреција од носот нема, се кашла прво суво, па потоа влажно, кашлање никако тоа не престанува никако, а од општата состојба е добра нели на детето, а од друга страна па антибиотик не делува на вирус. Така. Да, и тоа го зборувавме во неврзан разговори претходно. Велите, не антибиотик само ја нарушува состојбата ако има вирус, односно нели, му паѓа имунитетот. Така. Значи, што да прави? Вообичаено е да децата во зимскиот период имаат некакви знаци за можеби некаква инфекција, односно да имаат можеби размрсулавени носиња, да подкашлуваат. И студениот воздух си го секрет, да, прво кашлањето е суво, па потоа станува малку можеби подлабоко, така наречено дури кучешко кашлање. Тоа зависи се во кој дел од тие горни дишни патишта се наоѓа предизвикувачот на инфекцијата. Доколку е лоциран во носот и во грлото, тогаш кашлањето ќе биде суво и е предизвикано заради сливање на секретот во деловите каде што се наоѓаат рецепторите кои го регистрираат тоа како нешто што е страно, непознато, и затоа почнува детето да кашла и треба да кашла за да го isfrли тоа што му пречи. Кога ќе се спушти во подолните партии на дишните патишта, значи таму некаде кај гласните жици, кај почетокот на хранопроводникот и на трахеата, почнува да станува кашлањето подлабоко. Тоа е она така наречено кучешко кашлање, и во фаза кога веќе одминува инфекцијата, значи кога тој оток, таа инфламација поминува, кога тие клетки кои што се уништени треба да се отстранат, станува, ние велиме, продуктивно кашлање, значи, или влажно кашлање. Тогаш практично се како ние тука така, да помогнеме во тој период? Значи, што е првата грешка што се прави е користењето на антибиотик. Тоа да го објасним убаво. Оти посегнуваме не сакајки, тоа е тоа што се случува. Да, и најчесто и лекарите ги препишуваат антибиотиците токму заради барање на родител. Да, што е лошо од друга страна. Има една анкета во Хрватска, мислам дека е спроведена, која што е прашањето зошто препишувате антибиотик. Ги прашуваат здравствените работници. Антибиотикот го препишав бидејќи знам дека родителот ќе отиде кај друг лекар и тој ќе му препише. Или бидејќи мајката очекува или таткото очекува од мене тоа да го направам бидејќи детето е веќе подолго време болно. Значи нема некакво оправдување за давањето на антибиотикот, бидејќи реков дека 90% од инфекциите се вирусни. Антибиотиците воопшто не делуваат на вирусите, антибиотиците делуваат само на бактериите. И тоа не ги убиваат бактериите, туку само му помагаат на организмот да ги убие бактериите. Значи антибиотикот го спречува размножувањето на бактеријата и на тој начин ја слабее и овозможува да детскиот организам и човечкиот организам со помош на клетките, со помош на антителата ги совлада и ги уништи бактериите. Давањето непотребно на антибиотик кога е во прашање вирус нанесува само штета. Зошто? Бидејќи антибиотикот кој што е наменет за бактеријата, бактеријата е клетка во основата. Таа клетка е многу слична на клетките кои што ние нормално ги имаме од кои се составени органите. Така да антибиотикот ако нема на кого да делува, нема бактерија на која би делувал, вирусот е скриен во клетката, не може да го најде, ниту може да делува, тој ќе ги уништи клетките, нормалните, здравите клетки. Ќе ги уништи и тие лимфоцити кои веќе ги спомнав. На тој начин се намалува имунитетот. И се создава отпорност, бактериите кои што нормално сосетливи на тие антибиотици стануваат отпорни, така да и кога треба да се даде антибиотик, нема да антибиотикот делува на тие бактерии. Кога веќе ме прашавте и реков дека нема волшебен лек за подобрување на имунитет, нити за борба против инфекциите, постои едно, ја го велам, свето тројство, на кое треба да се држиме. Тоа се 3 работи кои треба да ги практикуваме.
Првата работа ќе спомнам ова здрава исхрана, Здравата храна. која што веќе Ете. е спомната. Значи секако мајчиното млеко, доењето во првите 4 до 6 месеци и во текот на првата година, односно додека трае доењето, нема краен рок до кога треба да се користи мајчиното млеко. Пред се тоа, а потоа кога ќе почне да се внесува други намирници, да се внесува храна која е богата со овошје и со зеленчуци. Пред се тоа е заради тоа што таму ги има сите оние витамини и состојки кои што делуваат против вирусите и против бактериите, микроорганизмите. Природно го јакнат имунитет. И природно го јакнат имунитетот. Да речеме, јас ги препорачувам за овој зимски период многу овошјата кои што имаат црвена и црна боја. Као што се рибизлите, малините, купините, боровинките и нешто што се вика бозел. Значи тоа е сокот од бозелот кој што се смета дека еден од најсилните уништувачи на вирусите. Значи сокот од бозелот го уништува вирусот за неколку часови, доведува до негово потполно уништување и го спречува навлегувањето на вирусот во клетката, бидејќи тој кога навлегува во клетката таму го прави проблемот. Значи вирусите делуваат интраклеточно. Понатаму храна која е богата многу со витамин Д. Веќе спомнавме рибата, витаминот А исто така веќе беше спомнат и многу се битни така начините микроелементи како што се цинкот, селенот, јодот. Значи тоа се материи кои делуваат покрај тоа што се нутритивни, имаат нутритивна вредност, делуваат многу силно антиинфективно. Значи тоа е едното од трите компоненти. Сега би сакала тука да ве потпрашам во контекст, се пребројавме мајките што како сме со витамините, но Д витаминот го споменавте, веднаш ме потикнавте со прашање, доколку не се внесува доволно преку исхраната, го советувате да биде тоа преку капки како на почеток кога ќе се роди дете? Во првите 5-6 години, повторно ги спомнувам тие 5-6 години кога е многу битен растот и развојот, посебно развојот на имунитетот кај децата, кога веќе сме на тоа прашање. Советувам да во текот на зимските месеци да се дава... Да се зима? Да, да се зима витамин Д. Од витамините како суплемент Препораките всушност на Светската здравствена организација се такви да во текот на првата година континуирано, секојдневно, без разлика кој период од годината е, да се зима Д витамин. Обично тука докторите велат во летниот период одморете. Да, за првата година тоа не важи. Не важи во важи потоа после првата година кога советуваме да се продолжи со Д витамин во текот на зимските месеци. И исто така многу е битен и А витаминот кој што е извонредно добар потикнувач на имунитетот и на регенерирањето на оштетените клетки кои што ги напаѓаат микроорганизмите, вирусите и бактериите. Значи богати со А витамин се овошјата, зеленчуците, оние што се пребоени, да речеме како што е морковот, како што е кајсијата и повторно ќе ги спомнам плодовите кои што имаат црна боја, веќе ги спомнав купините, малините, боровинките, аронијата исто така. Сокот од бозел, навистина прв пат ова го слушам, да. Да, сокот од бозел кој што се смета дека е навистина еден од најсилните уништувачи на вирусите и да не ги заборавиме природните, да ги наречеме антибиотици, тоа е лукот. Значи во лукот има нешто што виднаш се вика... мајките се насмеа, вие кога рековте Светото Тројство, тие велат Свето Тројство, лук, румит и прас. Ете така, значи во лукот докторот тоа е Светото Тројство. Лукот го содржи алицинот кој е еден од најсилните антибиотици познати. Во прополисот исто така има некаде околу 64 врсти на антибиотици, значи материи кои делуваат антибактериски, и исто така да не ги заборавиме и зачините, кои што веќе беа спомнати, мислам тука, да речеме порано кога луѓето, зборам за многу одамна, нашите предци кога немале фрижидери, значи намирниците ги чувале зачинети со бибер и со оригано, кои што се исто така многу силни материи кои делуваат антибактериски. Значи, со овие зачини додатоци на храната може да остане подолго време во висока температура. Да.
Така да наместо фрижидер, да речеме, се користеле овие зачини кои што делуваат антибактериски, бидејќи храната се расипува кога ја напаѓаат бактериите. И сега периодов некако сите бегаме на почист воздух, некако ова што ни се случува навистина е страшно, многу ни е загаден воздухот. Не знам дали ќе успееме да се избориме малку да биде почист, се радуваме на снегот од понеделник, но родителите прашуваат, постои недоумица. Бегаме нели на почист воздух, треба децата да се носат на планина, но од која возраст е дозволено? Дали малите бебиња треба да се носат на планина и дали тука би сакала да го проширам малку прашањето во климатските промени кои што позитивно влијаат на имунитетот, но не на секое дете исто се рефлектираат. Која е комбинацијата која што треба да се прави во текот на годината? Значи, втората работа што е битна многу за екнување на имунитетот е физичката активност. Физичка активност, ама во услови надвор од домот. Да. Значи, се препорачува дури на минусни температури и на минус 10 и на минус 15 да се излегува надвор, соодветно облечен и да се биде активен. Бидејќи ниската температура може да наштети и да доведе до појава на инфекција, меѓутоа само ако делува на слузокожата, на кожата и на слузниците кои што го прекриваат респираторниот тракт, меѓутоа само ако таа не е затоплена. Затоплување на слузокожата настанува со соодветно облекување, меѓутоа и со физичка активност. Кога е организмот физички активен, се ослободува температура, топлина, која што ги загрева слузниците, така да ниската температура само допринесува практично да се зајакне имунитетот, бидејќи е докажано дека престој до 1 час на ниска температура само го поттикнува имунитетот, не го супримира. Високите температури се тие кои што делуваат негативно. Ова се што кажавте ме потсети на детство, дека изнаоблечени со црвени образи бевме надвор, ама сега кога загаден воздухот, децата дома ги чува. Слоеви облекување, нели? Да. Детето излегува облечено со неколку слоја, како почнува физички да биде активно, едно по едно се соблекува од облеките и се останува на првиот слој, нели, кога веќе ќе се затопли добро, меѓутоа за жал, ова не можеме да го практикуваме многу во нашиве услови, кога последните години се појави загадувањето како еден глобален феномен. Морам да кажам, тоа не е само овдека кај нас, меѓутоа нека насекаде во светот, најверојатно е поврзано со глобалните климатски промени, за кои што многу се дискутира, така да дефинитивно загадувањето станува голем проблем и во денови кога загадувањето на воздухот е високо, екстремно високо, навистина треба да се избегнува излегување надвор. Најефикасниот начин да се заштитиме е да не излегуваме надвор тие кои што не може да маски заштитуваат ли? Да, тие штитат, меѓутоа за жал не 100%. Па нема за дечиња помали од година дена и мислам. Да, ние зборуваме за тие PM честички 10. кои што се најголемите всушност. Има PM честички 5 и 2,5, кои што се многу ситни, кои се многу мали и кои ги поминуваат и најсофистицираните маски кои ги користиме за заштита од аерозагадувањето и всушност тие мали, најмали честички кои ги има во смогот, меѓутоа не само тие, таму проблем се и гасовите се проблем, како што е да речеме сулфурниот диоксид, азотниот оксид, кои воопшто ниедна бариера не ги спречува да поминат. Тие најмали честички заедно со гасовите влегуваат во најдлабоките делови од дишните, од респираторниот тракт. Значи доаѓаат буквално до дното, до алвеолите, каде што се последна бариера за да влезат во организмот, ги оштетуваат долните парти на дишните патишта, оштетуваат слузницата, ги оштетуваат оние ситни, мали влакненца кои учествуваат во нормалната елиминација на секретот и се причина за појава на инфекција. Значи, тие всушност погодуваат да таков еден оштетен, со оштетени природни одбранбени механизми да вирусот или бактеријата за господари и предизвика посериозна инфекција. И затоа зборувавме, велите и алергиите се многу почести периодот. Да, тоа сакав и сега да го кажам, заедно со тие гасови и со тие PM честички се налепуваат на нив и алергените. Да.
Така да кога овие мали частички влегуваат во дишните патишта, на нив ги носат и алергените, кои инаку не би влегле во, можеби во толку длабоко во дишните патишта и не би навлегле во циркулацијата, бидејќи проблемот е што кога ќе дојде таа частичка до алвеолите, таа многу лесно може да навлезе и во циркулацијата и да се разнесе насекаде низ организмот. Затоа, во овој период кога имаме голема загаденост, имаме и зголемен број на деца со алергии. Токму заради тоа се деца кои може би се осетливи на алергените, Да. заради X фактори внатрешни, ендогени, наследни и така натаму, меѓутоа може би не би ја манифестирали алергијата доколку не би бил алергенот кој како доколку не би бил частичката од загадениот воздух која како носач го внесува и му отвора пат на тој алерген да влезе и да предизвика алергија во организмот. Затоа имаме заедно со респираторните инфекции имаме и нешто што се викаат алергии, без разлика дали се тие манифестираат како со симптоми од респираторниот тракт или се манифестираат со некои осипи по кожата или некој друг тип на алергија. Секој дете различно, да, кај секој дете различно, но и кога споминавме дека треба во тие денови да останеме дома, но и ако успееме да одиме на планина, во тој контекст ве прашав, постои ли ограничување од кога детето може да се носи на планина? Па, јас ги советувам младите родители, значи, бидејќи сум пред се неонатолог и работам со најмалата детска популација, ти ме прашуваат кога да излеземе, кога да излеземе надвор. Ја им велам, можете одма да излезете надвор, веднаш по отпуштањето од болницата, првите денови и првите недели практично може да се излезе, меѓутоа тоа да биде ограничено на пократок временски период, секој наредно излегување да се тој временски период зголемува, меѓутоа да не биде подолго престој од еден час, да речеме, во надворешни, се извинувам, услови, престојот да не биде подолго од еден час и нормално соодветно облечени. Инаку за престој на планина кога ме прашавте, одговорот е да, може да одат и на планина, меѓутоа сепак да помине оној период кога се одвива транзицијата на организмот детски од услови кои што ги имал во внатрешната средина, кога бил, значи, тие 9 месеци во утерусот на мајката, надворешната средина, адаптацијата трае, периодот на новороденото трае 28 дена, меѓутоа некаде околу недела и пол или 2 месеци трае комплетната адаптација. Тоа се тие 40 дена. Што се бабини останати. Да, меѓутоа има вистина во тие 40 дена, значи навистина. Тоа сакав да ве прашам, ја поддржувате ли повозрастната генерација? Тоа се тие 40 дена кои што всушност комплетно сите системи во организмот на новороденото се адаптираат на надворешни услови. Значи организмот е спремен самостојно да функционира независно од мајката во надворешни услови, затоа се тие 40 дена и после 40 дена може да се... Во тие 40 дена треба да се избегнува гости? Оти во различен период, еве баш сега периодов, па нели имаме многу вируси, така сепак го поддржувате тоа? Добро би било да се избегнува во првите месеци практично, кога детето е се уште навистина имунолошкиот систем се развива, меѓутоа е многу слаб, посебно во првите месеци, да не се посебно да не се контактира со луѓе кои што имаат веќе некакви знаци за инфекција, апсолутно не да забраниме нели контакт со ниту еден од околината, меѓутоа сепак доколку има некакви знаци за инфекција некој од околината да го избегнува. Да се повнимава. Контактот да се внимава, а престојот на планина е добар. Меѓутоа да не биде на многу голема надморска висина. Обично ме прашуваат на која надморска висина да биде тоа, па ја препорачувам да тоа биде некаде до 1000-1200 метри. Да не биде на сепак на повисока надморска височина, бидејќи сепак воздухот колку одиме повисоко е поладен и може да делува штетно, посебно ако се работи за дете од неколку месеци. Помало од година дена. Да, зборувам за дете кое е помало од година дена. Мора да ги вклучиме малку и мајките. Вие не следите цело време, си готвите преубави здрави работи, јас можам да ги забележам, но не си доручкувавте, но имате ли прашање за докторот?
Што зборевте сега за... Сега последно, не за последното, општо земено, имате ли прашање за докторот со оглед на темата? Јас само ќе го прашав докторот дали во врска со бозелот, заради тоа што има сок од цветот на бозелот, кој што е со провидна боја, жолтеникава и се прави сируп, кој што исто добар за дишните патишта, и има оној што е црна зова што го викаат. Значи претпоставувам вие зборувате за на плодот. Посебно црната зова што ја викаат црбите, бозел е тоа уствари, да? Тоа е бозел. И дали каде може да се најде кај нас, бидејќи сега јас не одам по планини, нели? Не сум баш некој познавач на... Да, тешко може да се најде сок од бозел, меѓутоа има препарати, не би сакал да спомнувам имиња, меѓутоа постојат препарати кои што се направени на основа како сирупи практично, да, кои што го содржат токму сокот од плодот, од црниот бозел, кој што треба да се прима во количина од некаде околу 1 грам, веќе ја кажам и дозата дневно, во фазата на кога инфекцијата е на почетокот. Зборам за вирусна инфекција, значи тоа се првите неколку часови од почетокот на инфекција, тога што има навистина извонредно голема ефикасност и 100% ги уништува вирусите. Меѓутоа употребен во соодветна доза и во соодветен начин. Инаку бозелот исто така и го препорачуваат чајот од бозел за смирување на кашлица. Да, тоа се овие цветчиња и препарати кои што се прават врз основа на тоа и ги препорачуваме и ние препаратите кои што се на природна основа и кои што помагаат во искашлување на секретот. Значи кога препорачуваме нешто за против кашлање, обично бараат родителите, јас велам дека не треба да се зема сируп кој што ќе го смири кашлањето, бидејќи на тој начин ќе го остави секретот во дишните патишта и тоа е многу опасно тогаш. Така, значи тоа е исто грешка која што се прави. Да, тоа е грешка, значи треба да се зема препарат кој ќе го разводени тој секрет кој што е густ, ќе го направи развод за да може лесно да се исфрли, бидејќи тој треба да се исфрли. Не треба да се плашиме од исфрлањето на секретот и влажната кашлица секогаш ја велам дека е подобра отколку сувата кашлица. Да, сувата кашлица треба да се делува за да се разводени. Кога ќе дојде родител и ќе ми каже моето дете кашла, јас прво го прашувам како кашла. И се чудат веднаш што е сега прашањево, дали кашла суво или влажно. Ако ми рече влажно кашла, тогаш го смирувам родителот и велам ова не е сериозна инфекција, може да биде и при влажна кашлица, меѓутоа најчесто влажната кашлица се јавува на крајот на процесот на еволуцијата на инфекцијата, тоа е крајот практично и треба да се потикнува таа влажна кашлица со зимање на препарати кои што ја разводнуваат уште повеќе и пиење на многу течности. Да, во тој период што повеќе течности. Елена, дали можеби имаш прашање? За сувата кашлица. Баш се соочуваме сега со сува кашлица кај ќерка ми, која мислам дека више развива ларингит. Значи страшно кашла, така не наспали. Тоа е куче кашлање. Така тоа да објасниме. Да, обично се препорачуваат. Така го нарекувате. Да, чистење на дишните патишта со овие раствори кои содржат натриум хлорид, тоа е сол практично. Постојат различни препарати на основа на направени како морска сол, нели, кои што можат да се користат и како средства за инхалација. Значи може да се користат во форма на раствор кој се става во дишните патишта. Најдобро е бризгување на неколку милилитри на солен раствор во една од ноздрите и на тој начин исплакнување, бидејќи солта го создава една средина на хиперосмоларност во дишните патишта и го извлекува полесно секретот и на тој начин полесно и се ослободува од дишните патишта, значи или во форма на бризгување во носот или како инхалација, како инхалатор постојат инхалатори за домашна употреба и постојат многу препарати на основа на солен раствор кои што се користат токму за вакви суви кашлици и препаратите кои што го прават секретот да биде влажен, значи помагаат да се развлажи за да може да се ослободи и тогаш кашлицата станува влажна.
Тоа е целта, значи да добиеме Тоа е влажна тоа што кашлица. треба да го постигнем. Сега тука И веќе многу да го течности. заокружиме разговорот. Со вас би сакала само еве во кусово колку во неколку реченици да објасним убаво на родителите дали нешто со што родителите често еве во образовните установи, особено во градинките, доаѓаме во конфликт едни со други, дали детето кога е под терапија е апсолутно безбедно за другите деца и како тоа се рефлектира на него и дали може да ја посетува градинката или детето треба дома да да заврши терапијата, одреден временски период му е потребно да се свири, да се подготви повторно да се врати во градинка. Тоа е нешто што често е како конфликт меѓу родителите. Основната причина зошто децата се разболуваат кога одат во градинка е тоа што секогаш барем едно дете е со некаква инфекција, било вирусна или бактериска. И мојата препорака е за да се спречи тоа да не ги праќаме децата кога се болни под терапија, без разлика. Да. Па под терапија може да бидат под терапија, ама барем тоа да не биде првите денови од почетокот на инфекцијата. Значи во периодот кога вирусот има голема можност да се пренесе на друго дете, велиме ние највирулентен е, тогаш неговата способност за размножување е најголема и да предизвика болест кај друга особа, кај друго дете, тоа се првите неколку денови од почетокот на болеста, значи додека траат она акутна фаза на болеста, значи кога имаме температура, кога општата состојба не е добра, кога детето е малаксало, кога има покачена температура и кога треба да добива некаква терапија, моја препорака е да не се праќаат во градинка. А по завршување на терапијата? По завршување на терапијата веќе може бидејќи и да го има, да речам, вирусот кај него, тоа е многу веќе слаб, ослабна, истоштен е веќе нели од борбата со веќе првиот домаќин организам и не може да предизвика или не може да предизвика болест во таква мерка како што било во првиот и во ширење на колективот и во ширење на инфекцијата. Понатаму така да главниот проблем е праќањето на децата, бидејќи нема кој да ги чува дома. Тоа е. Па ги праќаме нели во градинка, меѓутоа со тоа нанесуваме ризик од другите деца да се разболат кои што се здрави. Докторе, безброј прашања, да се крај нема. Да се мора да го завршиме разговорот. Ви благодарам што денеска одвоивте време. Првата емисија од новата година се стартувавме заедно, совети за најмладите, за нашата иднина и ви благодарам што извоивте време и бевте со нас. Ви благодарам на поканата и се надевам дека со советите успеавме малку да некои дилеми ги разрешиме и да помогнеме, зашто поздрави да ни бидат дечињата.